Принцот Хари и 6 други тужители го загубија случајот во Високиот суд во Лондон против Associated Newspapers, издавачот на Daily Mail и Mail on Sunday, објави BBC. Судијата Ник Лин пресуди дека тужителите не успеале да докажат тврдења дека новинарите користеле нелегални методи за да добијат информации што се користат во статиите во весникот. Покрај принцот Хари, тужбата ја поднесоа и бароницата Дорин Лоренс, актерките Елизабет Харли и Сейди Фрост, музичарот Елтон Џон и неговиот сопруг Дейвид Фурниш и поранешниот либерално-демократски политичар Сајмон Хјус. Тие тврдеа дека издавачката куќа користела нелегални методи за собирање информации, што Associated Newspapers силно го негираше во текот на целата постапка. Додека Новак Џоковиќ победуваше на Вимблдон, Јелена привлече внимание со елегантен фустан и луксузен накид, чија вредност се проценува на десетици илјади евра. Нејзиниот стил изгледа ненаметливо и природно, но зад елегантниот изглед се крие вистински моден луксус. Јелена Џоковиќ уште еднаш покажа како изгледа тивок гламур на најпрестижниот тениски турнир во светот. На трибините на Вимблдон, каде што со насмевка и аплауз го бодреше сопругот Новак Џоковиќ, Јелена Џоковиќ повторно стана една од најзабележаните личности надвор од тенискиот терен. За ова појавување таа избра долг бел фустан со романтични цветни мотиви од шпанскиот бренд Каром Луис Ибица, чија цена според јавно достапните информации изнесува околу 620 евра. Станува збор за бренд што очигледно има посебно место во нејзината гардероба, бидејќи креација од истата модна куќа носеше и за прославата на својот 40-ти роден ден. На 9 јули од 20 часот и 30 минути кинотеката организира омаж на Стефан Сидовски Сидо, еден од најзначајните автори на македонскиот аматерски филм и истакнат филмски педагог. Ќе биде прикажан избор од неговото богато творештво, кое се одликува со интелектуална провокативност, сатиричен пристап и со филозофски идеи. Преку своите филмови Сидо отвора прашања за човекот, моќта, технологијата и современиот свет, оставајќи траен белег во македонската филмска култура. Генерации филмофили и негови ученици го паметат како инспиративен професор и неуморен промотор на филмската уметност, велат од кинотеката. Најголемиот музички фестивал што ќе се одржи под отворено небо ова лето на 8 август на ракометното игралиште во Битола ќе биде SOS фестивал, замислен како музички настан со префинето селектирана концертна програма од врвни македонски музички артисти. Тој е и своевиден повик на музичка борба против увезениот турбофолк, шундот и кичот. Токму затоа учесниците на SOS фестивал се жанровски различни, но врвни македонски музички звезди кои припаѓаат на самиот крем на домашната естрада. Така таа вечер на отворената сцена под звездите ќе блескаат предводниците на новата урбана генерација 2 Bona, кои со години го држат врвот на македонската трап сцена. Покрај нив познатиот хип-хоп артист, рапер и продуцент Тони Зен, придружуван од својот бенд во живо, ќе ги изведе своите најголеми хитови од неговата стиховна агенда, која урбаниот скопски рапер ќе донесе во свој стил на сцената на ракометното во Битола.